Почитувани, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое и денеска ќе зборуваме за новитетите поврзани токму со коронавирусот. Го споменавме тоа со оглед на ситуацијата, со оглед на се порестриктивните мерки кои што се однесуваат на оваа ситуација. Сметам дека оваа емисија, бидејќи нема ниту толку долго траење, ниту можност за повеќе теми, како што имаат колегите Исо и Мартина во емисијата во ТЕК или колешката Слободанка во утринската. И така што овде се информираме детално во однос на се она што не интересира, што е донесено или што треба да го разговараме и можеби да го предложиме како своевидна измена по однос на случувањата. Се извинувам. Во однос на новитетите, да, колегата позади камерата почна да прскава, бидејќи подкашлувам. Не се секире, имаме метар и пол раздалеченост еден од друг. Само нема да ми го допираш пултот кога ќе завршам. Сам ќе си го вратам. Се затвораат угостителските објекти, обложувалниците, казината и сите места каде има масовни собирања по 18 часот, а се откажуваат сите театарски представи и концерти и кинопроекции. Ова е новата мерка која треба да го превенира ширењето на коронавирусот во земјава. Цитирам. Забрана на сите јавни и приватни собири, без разлика на обемот и бројката на учесници, концерти, театри, кина, спортски сали, теретани. Понатаму, кафетериите и рестораните да работат со скратено работно време до 18 часот. И тоа внатре капацитетот да биде преполовен, значи да се задржи дистанцата од 1,4 метри до 2 метра меѓу луѓето кои престојуваат таму, рече министерот за здравство Венко Филипче. Тој апелираше и до свеста на луѓето да ги почитуваат препораките и да се воздржуваат од излегувања, особено на јавни места со големи групи. До мерките на владата да нема јавни и приватни собири на луѓе, строго ќе треба да се придржуваат и верските заедници. Или цитирам. Од првиот ден апелираме, а тоа е јавната свест. Кафеаните и рестораните и кафулињата не се полни само преку ден, тие се полни и навечер. Не беше тоа целта на воведувањето на овие мерки. Во Италија има форма на полициски час. Никој не може да влезе и да излезе без специјална дозвола. Ние не сакаме да дотаму да дојдеме, па затоа сега вакви мерки воведуваме во оваа фаза, порача Филипче. Во меѓувреме се чекаат резултатите на нов сомнителен случај на заболен, а кај тројцата повозрасни пациенти од 9 со COVID-19 кои се хоспитализирани. Состојбата е лесно влошена, но како што информираше министерот за здравство Венко Филипче, тие не се ставени се уште на респираторни апарати и веројатно се цели кон тоа и да не бидат. Во моментот во Дебарско се прави епидемиолошка контрола, а состојбата ќе биде позната за неколку дена, бидејќи тоа е единственото место во моментот во Македонија каде имало локална трансмисија, односно пренос на вирусот. Филипче информираше и дека се откажуваат сите хронични пациенти, чија интервенција може да се одолжи, како и прегледи, освен итните и неодложните хируршки интервенции. А хроничните пациенти, терапијата која досега ја добивале од специјалистите, ќе можат да ја продолжат и на матичен лекар. Оваа мерка не важи за новодијагностицираните пациенти. Доматичните лекари денеска ќе биде доставена и листата на дијагнози на хроничните болести со кои ќе се ослободуваат од работа. Министерот за здравство апелираше и до услужните дејности да ги заштитат своите вработени, но и клиентите од ширење на вирусот со заштитни мерки какви што се препорачуваат. 0260 91 924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да разговараме за ова. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен, златен Огнен. Да го намалам телевизоров. Ајде, а од режија ќе ми попуштат. Повелете. Вака. Абе, јас месец и пол одам, мислам дека е тој грипот што е сезонски, еве, денеска пак ме треси. И сум уплашен. Меѓутоа, денеска избегов да си купам леп и прошетав низ Шаршија. И од точни извори, 9 имало разболени во нашиот град и никој не го спомнува ни телевизиите, ни министерот, ни никој. Кои се тие извори? Гарант. Кои се тие извори?
Извори точни не смем да кажам, ни рече да не кажам. Не ни смеете ни такви работи да споделувате во контактните емисии. Доктор ми кажа. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Вака сега, добро е што се јави вака прв гледач, за од старт да почнеме. Значи имаме насоки во делот на протокол како во овие контактни емисии исто така треба да се справуваме по однос на ситуацијата во која што се наоѓаме. Значи, луѓе кои што слушнале од некаде, од некого и од нешто за некакви си нови бројки на заболени луѓе, кои при тоа не се потврдени, не се споменати од страна на државата, која пак има обврска за секој случај да известува и тоа да го пријавува во Светската здравствена организација, каде што нашата држава преку меморандуми, преку правилници, преку соработки и подпишани документи се обврзала да дава информации точни, прецизни и навремени, значи такви работи во овие емисии не треба да споделувате. Фактот дека сте настинат и при тоа си се шетате низ чаршија е исто не е во ред. Значи треба да се изолирате дома, доколку сметате дека може би имате симптоми на она што се нарекува коронавирус, односно дека имате сува кашлица, покачена температура и слично, има телефон на кој што може да се јавите, односно на Центарот за јавно здравје, тоа се мобилните единици, на кои може да се јавите, да прашате, да се консултирате и при тоа да ве известат како треба да се постапи или да дојдат да проверат. Споделувањето информации на некој кажал, некој рекол, а тоа не излегло од устата на лице кое што е овластено од страна на Министерството за здравство, како што гледате во изминатиот период, постојано тоа е само Министерот за здравство Венко Филипче како највисока инстанца во оваа ситуација, или пак од страна на некој кој што доаѓа од Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје или Центрите за јавно здравје, сите останати информации кои не излегле од таму и не се потврдени од нив, се сметаат за неточни и ширењето на таквите информации создава вознемиреност, создава паника кај луѓето и тоа создава состојба со која многу потешко ќе се справиме. Затоа што ако продолжите да ги ширите таквите информации, ќе создадете паника која ќе предизвика наплив на луѓе по маркетите, кои би пазареле, а тој наплив на луѓе по маркетите може да доведе до ширење на вирусот, односно на коронавирусот, и потоа да имаме многу поголеми предизвици за справување. Бидете совесни, бидете самосвесни и споделувајте само она што го споделиле новинарите кои ви покажале и потврдиле извор на таа информација која ви ја споделиле, значи на тие медиуми да верувате, кои единствено посочуваат изворна информација потврдена од Министерство за здравство, институциите на власта, институциите на Министерството и Светската здравствена организација. Се друго е трач и никому не му е потребен и никому не носи добро. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? 02 60 91 924 или 02 60 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и при тоа да разговараме за денеска. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Во програма сум? Да, во програма сте, повелете. Ја следам ова состојба што од првата конференција на господинот Филипче со господинот премиер технички. И уште во тој момент, првото што беше дека не смееме никако да се секиреме, да се плашиме дека е ситуацијата под една страшна контрола од нивна страна и нема никаква опасност за паника. Си почна еден, па втор, трет, четврт болен, па прес конференција не се плашите, се е под контрола. Бам директорката на господинот министер во Италија, а тој наводно не знаел. Слушај да се разбериме. Ова што се одвива, знам дека во цел свет се случува ова. Кај нас, спрема сето ова што ја анализирам, може би мојта надмислување доди до таму. Меѓутоа, мислам дека ова село во Македонија е намерно направено. Ако кога еден министер и премиер ќе каже дека се е под контрола, како тогаш може да се случат обратни работи? Затоа што е овци, бе, не сме ние луди. Затоа што е вирус кој што се уште во целост е непознат. Полека малку се. Полека се, ја имам звор, ако ми дозволиш.
Да, но Зошто нема на доколку граничните зборувате примени- небулози, јас не можам тоа да го дозволам. Кој не може да... Што кажав, ја навредив ли некој? Ништо зборувате за тоа дека работите не се во контрола. Јас само ви посочувам дека станува збор за може ли да вирус. дојдат до оваа ситуација, ми господине? Како тоа може? Како може на граничните патни премини нема никаква контрола? Освен на аеродромите, не ми се смејте. Не, Што не ми ви се се смејте? смеам, не ви се смеам, ве оставам да Па се ми се доискажете. смееш. Како може на патните гранични премини нема специјална камера да снимање како на аеродромите? Добро, кажав Што и... изигравате вие? Добро, ви истече времето. Кажав и вчера, и некни, и заднекни. И министерот во многу наврати кажа, ќе ви повторам уште еднаш. Инкубацијскиот период на коронавирусот, како и на сезонскиот грип, но и останати, е 14 дена според оние истражувања и научни тези кои што за сега се познати и потврдени во однос на ситуацијата во која се наоѓаме. Во инкубацијскиот период може да се случи да нема симптоми воопшто кои што би се појавиле и при тоа и лице кое што би било скенирано со термална камера за проверка на температурата на телото, да нема покачена телесна температура и во тој случај тоа лице го пуштате на граница и при тоа си оди дома со оние мерки кои што ги имаме врз основа на земјите од висок или среден ризик. Земји од висок ризик за сега во Европа се 5, со Секина 6. Од регионот со среден ризик е Грција. Другите се нагоре. Кога доаѓаат од тие земји, треба луѓето да се самоизолираат веднаш, врз основа на нивната самосвест, во 14 дена. Значи, тоа е веќе и задолжителна мерка. Значи, во рок од 14 дена да бидат самоизолирани дома. Што се однесува до делот на развојот на ситуацијата како кај нас, така и во останатите 114 држави во светот, истовремено треба да имате наум дека станува збор за вирус кој што не е целосно познат на сите здравствени власти низ светот. Добар ден. Ало, Да, ве слушам, повелете. благодарам Огнен и јас ве слушам одлично. Благодарам. Ви се јавува Сенида Чизнич од Скопје. Поздрав до вас. Благодарам. Пред се морам да ви се заблагодарам за прекрасното излагање што го имавте за лажните вести, кое што многу ме загрижуваше. И еве еден апел до сите институции во државата и без да го дадам мојот апел, знам дека се работи на тоа, сепак секој кој што си ја врши совесно работата и ќе се погрижат и тоа како да на социјалните Така. мрежи и во медиумите, барем во нашата земја може да се контролираат за лажните вести. И сега би надополнила веќе, ако добро јас имам концентрација во Канал 5, во Алфа, еве и кај вас се јавувам, после подолг период на абстиненција, Добро. јавувања во контактни емисии, зашто тие мене живот ми значат, зашто тука се носи секојдневната наша проблематика и нашето живење и еве сега и со оваа ситуација. Значи, што ми е целта на јавувањето во вашата емисија, веќе поддршка ви дадов за Благодарам. лажните вести да се сопрат колку што можат. Ние знаеме дека ништо не може да се сопре, не можеме да ги командуваме нашите најблиски членови во семејството, што ги одгледуваме и живот делиме со нив, речеси целиот живот, па не некој друг. Меѓутоа, сепак, убаво рековте, само свеста наша да работи, нашата свест, и мислам дека катастрофално ќе биде ако луѓето си дозволиме да не опфати страф или паника. Не велам страф од самиот вирус Огнен, меѓутоа економската криза што се случува, нели, покрај мерките Така е. што надоаѓаат. Потоа, човек што е навикнат целиот свој живот да се движи, зборувам за возрастни лица, и одеднаш вие му велите да седи дома, тоа е за него, знаете што? Како да сте го вржале во синџири. Тука веќе се јавува револт, се јавува нервоза, се јавуваат стравови, се јавуваат паники. Еден мој предлог, не знам колку... Оставете ја гледачката, добро. И тука медиумите овој период да обрнат многу внимание, значи просто кажано смирување. Така е. Смирување Така. на граѓаните, стручните лица знаат кои начини се пристапува, зошто вела човек кој ќе му прозбориш со убав збор, вика Така. сосема друго реагира отколку агресивно. Така, добро. Значи тоа ми беше целта, да ни Благодарам. се сопре паниката Огнен. Помина времето, ви благодарам, оставив малце, просто би ги ептен беше на делот на предлогот, да не одземам време на следниот гледаш, повелете. Ало, Да, повелете, ве слушам. добар ден Огнен. Добар ден, повелете. Јас кратко
ќе Ајде. зборувам, не сакам да држам некои предавања ово она, меѓутоа ме нервираат мало овие луѓе што се конфронтираат со тебе, нафрлаат некои работи без врска, меѓутоа ти си веќе навикнат и Тоа ми е работа. јак дечко психички вака можеш тоа се тоа го понесиш. Ќе кажам вака сега, дека овие сиве мерки што ги превзеде владава, што ги превзеде министеров, секоја му чест, значи, на вистина мора да ги почитуваме, на вистина се за сите нас корисни и ние треба стрикно да се онесуваме и да ги почитуваме сите овие мерки. Така. Оној првиот што кажа дека имал веќе онако, а излегол, се движел, не знам, одел ваму, не знам таму, зборел со доктор Она, треба кривично полицијава или обвинителството да се заинтересираат, лесно е се знае кој е, да се човекот приведи, да го однесе таму на испитување прво оно што е најважно да се установи дали е тој заразен или не е, а после тоа да му се одреди мерка дома, притвор како сака, нека е важно да не излегува, да не се движи со луѓево. Толку од мене, само Така. благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Исто така многу важно во целата оваа ситуација е да се знае дека ситуацијата не само кај нас, секаде во светот. Како што се одвива целата криза, така голем дел и од работите и се менуваат. Мерките може да станат порестриктивни или, доколку се случи промена кон подобро, да станат и поолабавени. Но во секој случај, на дневна основа се менуваат работите затоа што на дневна основа постојат нови информации кои доведуваат до промена на тие работи. Може овие мерки кои денеска ги добивме поригорозни, утре да се зголемат и да бидат уште порестриктивни, а за да не дојде до тоа, како што каже и министерот, доколку се придржуваме до се она што е препорака и не ги преплавуваме маркетите, не ги напаѓаме кафулињата, не се тискаме едни со други во јавни места, како што е ресторан или пиење кафе и држиме дистанца едни со други, тоа е ситуација во која што се наоѓаме. Тоа е новото нормално, условно речено, на кое што мора да се навикнеме во овој период. За да биде што пократок тој период, треба да бидеме што е можно посвесни и подисциплинирани, за да трае кратко. Ако не сме и ако не почитуваме, ќе трае подолго. Значи, во тој дел да се гледа свеста. Многу помалку импликации ќе имаме негативни последици врз основа на економијата, врз основа на угостителството, приватниот сектор, бизнисот и сите останати работи од кои што сите ние зависиме, бидејќи сме во приватен сектор и точно знаеме што зборуваат гледачите кои се зборуваат за приватниот сектор, и токму во тој дел, колку сме поуспешни во дисциплината и свеста, толку пократко ќе траат и мерките. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Нови Ригор, прво да ви честитам. Благодарам. Ретки се како вас што знае и да објасни, да сослуша, но и да казни ако треба на оние што шират лажни вести. Благодарам. Затоа што лажни вести имаше више неколку години и си продолжуваат народот. Знаат ли тие дека ова е заедничко зло за сите нас? Не треба тука да се партизира или било што, туку да се поддржат мерките од сите нас, за да не дојде до полош. Не ми е јасно мене зошто некој сака да го прави доброто лошо или лошото полош. Тоа не е нормална работа. И јас уште еднаш би рекол браво за вашите и толкувања, настап и имање чувство за некоја работа. Ви благодарам. Иако са ретки, ретки са таквите. Затоа и се јавите. Ретки са. Нека се угледаат сите телевизии, за да може да реагираат на ова зло што ни се јавува не на нас, на светот. Така. Среќа е што Кина веќе ги замина она што викаат епидемијата и тие прогласија дека врвот е доени, веќе готови се, таму има десетина, колку има, уште нема, значи ке ни спласнува. Ако ние се придржуваме до мерките, кои што јас во целост ги поддржувам, и кај нас ќе спласне. Ако не се придржуваме, не може така брзо да се реши тој проблем. Значи, зависи од нас. Зависи и она што да се стави крај на лажните вести и на луѓето кои што сака да политизираат со оваа работа. Ова не е за политизирање, тука е на активирање на сите нас да се придржуваме до мерките, за да брзо го решиме проблемот. Не знам што не е јасно. Се најубаво уште една честитка за настапот. Благодарам многу. Не само за овој, за сите настапи до сега.
Благодарам многу. Ретко е вака нешто да се случи. Се најубав. Благодарам, ви посакувам убав ден и добро здравје. Мислам дека ќе почнам така да велам на сите, кога ќе ми текне, бидејќи најчесто сум фокусиран на еден тон информации. Во секој случај, дополнително, бидејќи дел од гледачите ги спомнаа лажните вести, совет кој што се дава од страна на многу организации, од нас медиумите, се разбира здруженијата и оние кои што се занимаваме со такви работи, кој е советот кој што јас можам да ви го пренесам, не да ви го дадам јас лично, туку да ви го пренесам од оние веќе официјално прифатени. Кога читате каква и да е информација, дали е тоа на македонски јазик од страна на македонските медиуми или на други македонски медиуми кои што известуваат на други јазици или на вашиот мајчин јазик кој е поразличен од оние на кои се известува во државата. Без разлика. Или читате информации од соседството, бидејќи многу често доаѓаме и до читање информации на руски, се извинувам, на српски, на бугарски, на хрватски, па и на руски исто така. Многу е важно да знаете секогаш, кога го читате текстот, да проверите прво и основно датумот кога тој текст е објавен. Бидејќи денес, особено со ситуацијата во која живееме, новонастаната, новото нормално, значи тоа е нормално во кое што живееме, денес, условно речено, прифатете го така, ако читате вестот пред 7 дена, тоа е многу стара вест за ситуацијата денес. Секогаш гледајте датумот да биде свеж, да биде денешен, вчерашен во најмала рака или слично. И секако и датумот, бидејќи се случуваат често информации да излезат од ланска година на денешен датум, да се провеат како нови ситуации. Потоа, гледајте да има потпишан или редакциски тим, или редакција, или конкретно име и презиме, или медиуми кои што точно во таа статија, во тој прилог, во тој текст, наведуваат од каде им се потврдени изворите за информациите кои ги пренесуваат. Без разлика на кој јазик ќе кажем уште еднаш и од која држава и да доаѓа информацијата. Значи таа, секоја држава си има своји Министерство за здравство, заедно со Светската здравствена организација и државните власти, кои даваат соопштенија и известуваат. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добро си дачеков. Да, повелете. Видете вака, меркиве што се преземаат кај нас се да речам само за Македонија зборувам, се под број 2. Под број 1 треба да се фати границата, неколку пати сум кажал. Ние џабе овдека ќе црпиме водата ако влегува она од надвор. Та ќе си тече внатре. Проблемот е тука. Од тука дојде проблемот. Ако ние мерките ги имавме кога се слушна за оваа чума, оти некои луѓе вика чумата дојде, одма требаше државата да реагира да ги фати границите, многу строго и прецизно секого да го детектира, да не смее да влезе во Македонија. Односно, ако влезе одно во карантин диде, ќе немаше ваква паника да дојди. Сега мерки, те по школите, по автобусите, по на... Не, тоа го ред е, нека се прави, ама не е тоа издржано. Ако овие од надвор доваѓаат постојано, оболени. Тука е проблемот. Ние мораме да го соприме изворот. Изворот ако не го соприме, џабе ни е све. Стално под мерки ќе живееме и вирусот стално ќе го имаме тука, присутен. И некој удри само по докторката. Докторката не е крива. Крив е тој што не е сопрел на граница. Да ја провери, дека знаел кај била таму. Чекај, застани ти да те видам ја сликата твоја, како дишиш. Оп, оди вамо во карантин. Тука е грешката. Не наопаку работите ги вртиме. Не се лечи ова сега од ко влезе вирусот. Многу тешко. Пријатно и убав ден имате. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Уште еднаш ќе повторам, може да се случи на граница луѓе да не покажат никакви симптоми. Но истовремено, ќе кажам, има ризични држави со висок, среден и низок ризик, тие кои доаѓаат од висок и среден, а сега веќе препораката, но во тој дел е препорака, во претходниот дел е задолжителна мерка, на самоизолација. Човекот сам и влегува во државата, им се јавува на своите, ако имаат каде да одат, или тој ако има опција да оди некаде на друго место, и да се само изолира. Во текот на емисијата ќе ви прочитам и што човек кој што се само изолирал треба да прави дома со луѓе со кои што има соживот, нели нормално, бидејќи ретко кој живее сам
а и да живее сам во ред, но доколку живее со дел од семејството, што треба тоа да значи и како тоа треба да изгледа. Добар ден. Па вака би кажал, овој батка пред мене што збореше ми зема доста од муабетот, што сакав да го Так. кажам. Значи, кога веќе почна у Кина да се појавува тоа чудо, кога кажаа за тие први градови таму што се затвараат, значи тогаш требаше да мислат нашиве, овдека, како што може да постават кампови за избеглици по границите, или па може да ги искористат тие исти кампови, како влегува на граница у кампот внатре, 14 дена, па ти си одиш дома кај фамилијата, знаеш, опасност воде, ама знаеш, нема ништо пандемија. Нема. Значи, у Јосип Брус времето, нема. Ке те ставиме таму, ке дремнеш малку, ке одмориш, како сега што не тера цело население, тога само ке беше на локално, на тие што влегува и излегува од државата. А сега, у цела држава, знаете како е оне муабетот, болje спречите него лечите, сега ние лечиме. Не успеавме да го спречиме проблемот. И сега ќе ни кажуваат, перете раце, перете ова, главите перете и ушите, пазете да не ви се замастат. Мислам, малку и дури детињасто изгледа, и колку и да се трудите да ни кажувате, ама секој ова не го спроведува. Значи, еве, јас сум човек кој многу шета и комуницира со луѓе, иако гледам максимум да се припазам да не некој ми пренесе нешто, ја појма немам ни дали ми пренел некој, али требаше тоа пред 3 месеци, кога се појави првпат информацијата дека у Вухан се појавило тоа чудо. Одма превенција, а не мисля дека ќе остане како што остана со кокошкиниот, тој пилешкиот вирус, па после како што беше со тој свинскиот, и ќе остане на тоа пак кај азијатите таму, тука локално. Видете сега у Сингапур што се дешава. А те сета дека имаш температура назад. Доаѓа со авионот, таму имаш апартман, ќе дремеш 14 дена. Проверете го на интернет тоа, ќе видите дека е вистина. Поздрав. Добро, благодарам за јавувањето. Ке повторувам онолку пати колку што има потреба. Ниједна матична држава не смее да ги одвраќа своите граѓани на државата од влез во државата. Зошто? Затоа што на тој начин се оставаат граѓаните на милост и немилост на некоја друга држава која што нема обврска кон нив. И во тој случај и Светската здравствена организација и државите имаат договор, имаат подпишани документи со кои што матичната држава граѓаните своји ги третира за да не се шири вирусот, бидејќи човек кој што веќе би бил диагностициран, доколку не се пушти внатре во државата, се остава во некоја друга држава. Вирус не познава граница. Вирус кога ќе дојде до Табановце, ако му речат застани, нема да застане, бидејќи нема да го видат, бидејќи вирусот поминува и преку шуми и долини, поминува и преку планини, и преку реки, и преку чуда. Секако. И тогаш би настанала сериозна анархија. На тој начин се сузбива и ширењето. На тој начин се сузбива и динамиката. И, уште еднаш ќе ви кажам, не знам дали разбирате дел од вас кои што го поставуваат истото, што значи зборот симптом. Тоа е покажување знаци на постоење на вирус во организмот. Во одреден период, додека тој е во фаза на создавање, откако влегол во организмот, тој може да не покаже знаци на постоење. Во тие услови затоа се мерките за самоизолација. Вие што си комуницирате и што си сакате да си шетате, можете да олабавите во овој период и да си поседите дома, ништо нема да ви смени во животот, 10 дена да одморите и да го редуцирате своето движење, не само заради вас, како што рековте и вие, бидејќи не знаете кој друг неодговорен на тој начин излегол и може да случи да пренесе. Затоа е ова, мора да се забави движењето, брзината со која што би се пренесувало. И тоа се ефективни мерки и ефикасни, како што покажа многу голем дел од земјите, меѓу кои и впрочем Кина, откаде што и доаѓаат ваквите позитивни искуства на спречување на ширењето. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, на 28 февруари беше. Добро. Сам што почна ова со короната, или предходно, кога почна? Предходно почна, добро. Така, предходно почна. Отидов јас кај матичната моја во близина што ми е.
која што и така е позната како со недобро и некултурно однесување со пациентите. Јас отидов на 28-ми, бидејќи се ближеше први, да прашам кога може да оставам, дали да оставам книжка или како да биде за рецепти. И на тоа, како што кажав, она дрско и суплира на сестрата, кажува, и сето тоа така, се додека не ми откажа трпението и влегов во нејзината канцеларија, што не е мое својствено однесување. И реков, не знам што реков точно да ви кажам, Добро. но и јас малку бев изнервирана едноставно, не ја навредив сигурно. Она ми вели и тогаш она се збуни, затоа што она не е навикната на такво мое однесување. Ниско, мислам, не ништо друго. И ми вели она, јас работам со коронавирус, вика, а ти ме прашуваш, вика, за некои рецепти. Тие рецепти нормално на сите нас не се потребни, нели, живееме со нив, така. Но ова, сакав да го извадам од себе, чисто гледам дека на таква тема зборувате. И како може еден доктор во една обична амбуланта, малка, што се вика малка амбуланта, да каже дека работи со коронавирус? Но, дали ова мислите, треба да биде... оставете ја гледачката, мислите на конкретен пациент дека имало коронавирус, а таа работела со него? Да, така рече. Ја би сакала да имам телефон, каде, бидејќи вака јавно не би го тоа кажала, каде, што е, која е таја, сепак не. Ја би сакала да знам телефон, таму би се јавила да го кажам, па нека ја прашаат незе. Да, кажете ми само од каде сте? Јас сум во Скопје живеам. Од Скопје сте? Да, не сум родена во Скопје, меѓутоа во Скопје живеам. Не, каде живеете, тоа ме интересираше за да ви дадам број да се јавите, затоа ви Во го... Скопје, да, во Скопје живеам. Добро. Во Скопје живеам, да. Добро. Благодарам пријатно. Да, благодарам за јавувањето, пријатно. Доколку сметате дека не било преносно значењето на она што ви го кажала, Центарот за јавно здравје од Скопје го има следниот телефонски број. Ќе го кажам два пати. 071 289 614. Центар за јавно здравје Скопје. 071 289 614. Или Институт за јавно здравје Скопје. 078 387 194. Институт за јавно здравје Скопје, претходното беше Центар, 078 387 194. Потенцирам само дека овие броеви се исклучиво само посочени за единици кои што работат во однос на ситуацијата во која што се наоѓаме. Значи, тоа не се броеви каде што вие можете да се јавите и да се објаснувате во однос на други состојби, во однос на други работи, во однос на други нешта поврзани со вашето здравје. Туку се јавувате единствено во однос на делот кои што се на работи поврзани со коронавирусот. И толку, бидејќи колку повеќе ги оптоваруваме овие броеви, толку помалку ефикасност можат да имаат единиците кои работат за овие броеви. Затоа да бидеме свесни. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Прв пат се јавувам, јас Мило сум ми е. една баба од 76 години. Да сте жива и здрава. Благодарам. Повелете. Сакам да ви кажам еден стварен случај, Ајде. што е случено 1919 година, кога имало колера, Шпанската корона. треска е тоа. Е, така. 1917-18 година, да. Така, на мојата свекрва и се разболеле сестрата и мајката и отишла да им однесе храна, имало полициски час. Отишла ноќе во 24 часот, нисо качињата кај куќата на браќа Миладиновци, се протнала, отишла. Ништо не е било, се вратила дома, после си ги разболела трите деца. На 8 години, на 5 и на 3, и сите три починале. И гледајте каква трагедија од едно немислење. Тогаш починатите ги ставале во базен со вар, па после ги погребувале.
Ова го кажувам, зашто Так. јас сум возрастна и толку. Нека мисли малку народ поправи. Така. Ајде, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам добро здравје и благодарам што споменавте. Светот се наоѓа во услови на официјално прогласена пандемија. Ваквата пандемија, низ историите, светот има искуство во однос на делот како да се справува со нив, но на овие простори кај нас, кога зборуваме не за пандемија конкретно, но во делот на епидемија, особено е важно да се истакне она што го кажа гледачката, тоа е на ниво на свет за пандемијата на шпанската треска или вариола вера за оние кои што се нешто повозрастни од мене, а го паметат. Тоа во 1972 година, појавата на вариола вера во поранешна Југославија. Значи, ваквите мерки од секогаш се преземале и тие етапно се воведуваат. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огненце, ме оставиш 3 реченици, ме прекина преска без право. Не се доискажав. Ајде. Не се доискажав. Јас кажав за мене, имам јас грип овој сезонски се го вика. Добро, по ред. Месеципол ме држи и што кажав, ништо лошо, не кажав дека па ме повторува. Мојата матична докторка 3 месеци е болна. Добро, јас сум 5 месеци веќе со сезонски грип. Така. Тоа сакав да кажам. А за ова другото што рекоја, се јавија луѓе ме направија за никаде, сум ширил лажни информации. Вие зборувате, господине, за 9 случаи, затоа. Златен, вака да ти кажам. Од доктор ми е кажано, луѓето, за тројца луѓе се знае дека се вратени од Италија. Добро. Меѓутоа, зошто не е обавестено во здравство, како е, што е, можда е лажно, не знам. Јас ми чаршија, сетав и доктор после ми кажа, вака и вака, не, ја реком тројца, не тројца, 9 се ми рече. Дали е лажно или не е лажно? Значи, сакам да си се извам, јас да си сопрам, не треба јас додам да се проверувам, јас знам што ми е, нема проблем. Не вие да се проверувате. Јас се извинувам што не сум реагирал на гледачите кои зборувале за вие да се проверувате. Ама тој ми рече нека оди да се проверува што шета низ луѓето. Јас одев леб да си купам, морам да си купам леб. Толку, само до лебот и назад, пошто бидејќи ако сте повозрасен треба и да се чувате себе си. Абе 5 бајпаси имам, јас не дозволив да ми се доближа. Лебо го плаќав, прекурет лебо го плаќав настрана, никој Паметно, така и треба. Не, сакам да кажам тој човек кој што рече нека оди полиција, нека обара, не треба да не, бара. немојте тоа да го земате здраво за готово, ве молам. Јас си знам што ми треба мене, не е проблем. Да, немојте. Тоа е сезонски грип. Така, благодарам. Немојте тоа да го земате здраво за готово. Јас такви работи што ми ги кажувале луѓе и во оваа емисија и настрана, да не ви читам со какви се пораки се соочувам, да ги земав здраво за готово, до сега ќе завршев во друга една установа близу Скопје. Добар ден. Хало? Да, добар ден, ве слушам. Господјо? Добар ден. Јас мислев дека е некој друг. Не, вие сте, повелете, ве слушаме. Ве поздравувам од Битола. Благодарам, многу голем поздрав. Вашата стална гледачка, Љубица од Битола. Повелете, Љубица. Не би требало да патуваат луѓето, самите треба да бидеме свесни, никој да не патува никаде. И како што се препорачува да се слуша ова, оти гледам луѓе патуваат за Италија, не знам, на екскурзии за 8 март. Не би требало такво нешто, затоа што ова е многу лошо. И имам едно прашање до вас, ако можете да ми одговорите. Се извинувам. Нема, ајде. Имам сна и син вработени во како програмери. Добро. Тие одат уште на работа, а дете имат помало од 10 години. Вруче наше. Од иста фирма се? Не се од иста, од башка се двата. Да. За Америка работа, за амерички фирми. Да, за странските фирми, значи тие мора да ги почитуваат правилата кои што ги издава матичната држава во овие услови, особено откако е прогласена пандемија. Така што еден од нив мора да поднесе барање до менаџментот на фирмата каде што работи, да им се даде ослободување без никаков губиток на платата. Од сега веќе мислам дека и намален денот на мерките колку што бидејќи поминаа 2 дена, така што слободно нека поднесат барање, еден од нив треба да го ослободат за децата. Многу ви благодарам и голем поздрав од Битола
Да. Јас сум вашата стална гледачка и слушателка. Благодарам многу. многу. Поздравувам. Благодарам, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Имате. Да, ве слушам, повелете. Огнен, јадна ти душа, пена ти фати устати. Објаснуваш од цела емисија ти е во објаснување. За кого? За кого да му објаснуваш? За сите? За колку што има потреба? Ама за сите треба да сватат луѓе. Ситуацијата не е розова. Само се напаѓа нешто, нешто да го земе тоа. Ние да се бориме со тоа. 111 земји во светот се запатени за коронавирус. Никого, ниедне од тие земји не слушна да побара доставка од министерот за здравство од премиера. Наши овде гледачи, тие што се јавува, да остат. Што може да направи? Знаете ли дека во Италија сигурни извори само апотеките работат, продавниците за храна и табакото. И тоа морат еден по еден да одат. Не смеат ни да одат во групи. Еден по еден да влагат, им се даваат ракавици. Да. Ракавици им се даваат. Ние среќа не сме до таа мерка и се обидуваме како држава да не одиме до таа мерка. Никој не побара од конте да поднесе остав. Ова е фрлија на политика уди да работи. Абе, немојте бе луѓе. Смирите се, спуштите топката како спортот се вика. Спортот полека ќе се дојде на ред. Го гледаме министерот секој ден излага по 3-4 пати. Објаснува, кажува. Па толку е, што кажат и вирусот и не да го затвориш у сандуче. Така е. Влага сегдето. Така ли? Така е. Па не можам да радам. Дури во Италија погребите се забранети. Луѓе. Да, и тоа. И тоа го има. А кај нас не можам да го сватам овие. Све е прво на политика, све ова, све она. Тој е вториот ред. Така. Истече времето, благодарам за јавувањето. А дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, имате. Ве слушам, повелете. Јас сум тој човек кој што кажа дека 9, некој доктор му кажа, па 9 беше, Филипче ги кажеш на телевизија, дека 9 има. Да, може би погрешно се разбравме, затоа и го оставив да си ги искористи новите 2 минути. Може бил во зимски сон, па ете, доцна не е ни важно. Повелете за... Сега веќе има и критични они. Па, што да кажам, нема, треба да си придржуваме према ова. Што го кажува владата, министерот и уствари владата. Значи, према тие мерки, јас го почитувам она што го вели Филипче, ги почитувам неговите излагања, навистина некој конструктивен човекот, доволно е запознат со ситуацијата, се бори со ситуацијата, растргнат е на сите страни што се вели зборот, држи по неколку пресови дено. Не ми се верува дека крие нешто. Не сме и да сака... И нема што да се скрие, значи. И да сака не сме. Да, овај вирус моментално, ако не се лечи на клиника или во изолација или било како, може да заврши фатално. Така да нема криење. Значи, се е јавно, се е транспарентно. Јас не знам, некој барат промена негова, политички. Срамота е во овие моменти, значи, јас не знам, не би можел ни да најдам некој поспособен човек од него, например, и овај Драган Шуре, Данаиловски, што е, и тој исто така е доста конструктивен, доста добро е објасни болеста, како се манифестира, што се манифестира, што е тоа вирус, како е вирус, ако му влезе на некој во главата, арно, ако не му влезе, па што да му правиме? Неаме инка да му туриме. Тоа е. Така. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Има. Да, ве слушам, повелете. Добар ден, да. Прво честитки до тебе на воздржаноста, на стрпливоста и на мајката што те родила со такво срце и карактер. Благодарам, да. Секој би посакал да има вакво дете.
ние се испаднавме секакви експерти, се кажуваме. Најпакто би ми било на сите граѓани во Македонија, мене за Македонија ме интересира, за другите не, нека си водат самите сметка за своите граѓани, да се придржуваме на тоа што го препорачуваат и докторот Даниловски и Сабајли имаше еден нутриционист, го кажа како да се заштитиме, значи изолацијата е најдобар заштитник. Секој што ќе влезе од надвор, после 14 дена се открива вирусот, така да не може тоа така упадна кај нас. Затоа да се огледаме на Италија како строго ги превзема сега мерките, од кога ги пропушти учениците да излагаат надвор, а на Расус ги пуштија и школи, и болници, и сите вработени се заинтересирани сега и колку водат сметка за граѓаните. Еден по еден, не излегување, а за само по потреба. Сега едно прашање, како јас да се обавестам за имам контролен преглед на 17-ти? Кај да се обратам? Дали овие телефони? Контролен, само пред да истече времето, од Скопје сте? Во Скопје живеете? Од Скопје, Машич Божа Огне. Да, знам, не го прашувам дали сте во Скопје моментално, затоа. Во Скопје сум, знам, се сетив зашто прашувам. Да не сте негде на гости. Да. Не. Ете така. Значи, ништо, мислам дека најдобра информација би требало да добиете од самата клиника каде што треба да одите на контролен преглед. Да. Јас бидејќи... Да, благодарам за јавувањето. Јас бидејќи имав случај во семејството за поднос на дијагностика и снимање, се јавивме во самата институција каде што тоа треба да го направиме. И тие ќе ви кажат точно, бидејќи здравствените власти, впрочем, и најдобро го знаат, самата институција знае какви им биле дадени препораки, затоа што е секој случај сам за себе специфичен и би било неблагодарно од мене да се мешам во тој дел и не ми е ни место. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сакам, гледам доста убаво објаснувате. Добре. Прв пат се јавам на било Мило ми е, благодарам. Имам свој човек кој треба да го земам од аеродром. Добро. За неколку дена. Од каде треба да слета? Од Шведска треба да дојде. Од Шведска? Да. Добро. Сега ќе ви отворам листата. И која листата. постапката сега треба и јас останиме со сопругата, ќе одиме да ја земиме особата, например, до 14 дена во... Не, сега ќе ви кажам. Значи, ако сопругата ваша не мора да доаѓа, со вас нека не доаѓа, одете сами. Шведска е ставена во земите со средно ниво на ризик. Два смртни случаи ви имало? Молам? Два смртни случаи. Не, за водносно тоа нема врска. Зборуваме во каква категорија е ставена Шведска. Значи, тоа е во средно ниво на ризик. И на аеродром секако ќе направат испитувања во однос на прашалник. Од каде доаѓаат, каде биле, со кого биле во контакт. А тоа ви е гостин кој што ќе седи подолго време или? Не, тука живе во градот, кај мене. Да, па препораката во однос на земите кои доаѓаат од средно и од високо ниво на ризик е да се изолираат 14 дена. Односно да не шетаат наоколу, за доколку не се јават симптоми, после да си продолжат да функционираат нормално. А во таа ситуација ќе треба и јас да останам со мене, пошто со возилото јас ја носам особата. Тогаш е најдобро со маска човекот да биде заштитна преку лицето додека се возите. Да. И како едно кратко само прашање, гледам имам уште 20 секунди. Ајде. Никој не имам слушнато, например, со организирани патувања, да речеме во Грција, еве конкретно за Великденот, например, на 16 се тргнува, например, некој ќе кажува нешто, например, прашувам во агенцијата, не знам, вика Стопанската комора и така натаму и така натаму. Да. Да не завршува времето ми е криво. Така, ќе ви објаснам. Значи, прерано е се уште да се зборува во однос на тоа. Препораката која што се дава секогаш, бидејќи Грција е исто во средно ниво на ризик, е патувањата да се одложат. И мислам дека би било паметно. Ем ќе заштедите пари, ќе си ги потрошите за нешто друго, ем ќе се подружите дома. Тоа се препораките. Земји кои што се исклучиво само во висока ризична зона, според листата која што може да се најде на Министерството за здравство, по однос на земите со ниско, средно и високо ниво на ризик, засега се Кина и
Јужна Кореја и Иран, кои не се на европското тло, а од Европа се Италија, потоа се извинувам Франција, Германија и Шпанија е додадена на оваа листа. Значи тоа се 4 земји кај нас кои што се во црвена зона во однос на тоа. Значи еве, со црвено ви се обележани овие 4 земји на европското тло и 3 надвор од него. Благодарам за вниманието, за јавувањата, за прашањата и коментарите, за кои што таму каде што имам можност да ви посочам, да ви дадам некаква помош, некаков одговор, ако е официјален врз основа на извештаи и пресконференции и одговори од страна на надлежните институции, ќе помагаме. Таква е ситуацијата во која што живееме, која, впрочем, и да ви развие вознемиреност. Разговарајте со некого, излезете сонце да ве фати, држете дистанца од луѓе кои што не ви се познати или доколку киваат или кашлаат, и природата и сонцето помагаат во делот на развивање на смиреност и на намалување на анксиозноста, а тоа имате други емисии кои што зборуваат. Благодарам за вниманието и пријатно.